Утрешният ден, 9 мај, е голем ден за светот, денот на победата над фашизмот. Едно големо зло кое што го надвладал светот пред повеќе децени. Прилеп на вистина е град Херој кој што дал голем придонес во борбата над фашизмот и ослободувањето на Македонија, заедно со Русија, со Советскиот сојуз, тога со сите сојузници светски, сите успеале да го победат ова големо зло. Затоа во чест на тој голем ден, денес со господинот амбасадор на Руската Федерација положуваме цвеќе на овој паметник, каде што почиваат коските на преку 600 прилепчани кои го дале својот живот за слобода на Македонија и борба против фашизмот. Злото никогаш не било победено, злото постои во различни форми и сега, борбата продолжува и секогаш, јас сум оптимист, секогаш доброто победува над злото. Нека е за многу години, утрешниот ден, борбата против фашизмот и никогаш да не се повтори луѓето, народите да живеат во мир, благосостојба и да има економски напредок секаде, како и во Република Македонија. Я очень рад тому, что сегодня нахожусь в... Многу ми е драго што деде сум тука во Прилип, кој е многу познат по своите револуционерни традиции, традициите на антифашистичката борба. Утре сите луѓе на добра воля низ целиот свет ќе го слават 9 мај, денот на победата над фашизмот. Денот на победата на доброто над злото. Денот кога луѓето на целата Европа беа ослободени од заканата на фашистичкото робство. Свободолюбиви луѓе од целиот свет и земјите членки на Хитлеровата коалиција го победиле фашизмот. Ама човештвото за таа победа плати многу висока цена. Во таа војна загина 50 милиони луѓе и секој втор загинат беше државјанин на мојата татковина. Народот на Република Македонија не му подчини на фашизмот. Му даде отпор и го победи. Ама во таа борба Македонија изгуби околу 30.000 своји граѓани. Сите денешни генерации им благодарни на борците антифашисти и сите тие треба да ги научат лекциите од Втората светска војна. Денес сме кај овој споменик со многу символичен назив кој што се вика Могила на непобедените. Туку се останките на околу 600 македонци, меѓу кои се и државјани на мојата земја. Сите ние треба многу добро да разбираме дека да не беше победа во Втората светска војна, не ќе имаше ниту Русија, ниту Македонија, ниту Европската Унија, ниту Европа како овој сојуз. Треба да ги памтиме сеќавањата на подвигот на херои антифашисти. Целиот европски континент ќе беше само географски поем и сите ќе живеевме во концлогор кој ќе носеше назив Трети рајх. Сакам да истакнам дека треба да ја чуваме историјата на нашите предци. Денешните генерации треба да ги воспитуваме врз основа на таа историја. И на сите нас сакам да ни посакам мир, благосостојба и среќа. На сите нас да ни посакам да не поминуваме ни тоа, ни што поминаа нашите предци, нашите дедовци, нашите баби. Сакам да ве убедам, да ве уверам дека во Русија свето се сеќаваат на своите херои. Во Русија ништо не се заборава. Нека ви е честит празникот на победата, ви посакувам среќа и мир. Против фашистичката окупација. Сербии, уважаемые представители